Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мене имаме пилешки крилца. Крилцата сите ги сакаме и уживаме додека ги глодаме. На многу различни начини може да се спремат, а денеска ќе видите како јас ги спремам, затоа што, верувате, се многу вкусни и нема некој што не ужива во нив, а ќе ги комбинирам со печен сладок компир и со зелка салата направена на посебен начин. Бидете со нас, следете не, затоа што веднаш почнуваме. Спремете се за добра утакмица, затоа што денеска ќе сготвиме многу убави и вкусни крилца. Како додаток имаме сладок компир печен, батата. Велат дека е компир, уствари тоа е многу слична култура на компирот. Содржи многу скроп и секако, пред да го употребувате, откако ќе го излупите, оставете го во вода 20 на минути да излезе вишокот на скроп. Ќе направиме една многу убава салата со бела зелка, со јаболко, со јогурт и така натаму. Ја да не должам многу, почнуваме веднаш, следете не. Вечерва е резервирана за добра атмосфера. Ладно пиво и неодолливи вкусови, маринирани пилешки крилца во соја сос, лук, чили, мед и лимон. Комбинација што ги буди сите сетила, а покрај нив печена батата и пилешки колбаси на тостер. Вистинско фудбалско друштво начинија. Со ајранот за прв пат се сретна во Турција, капали чаршија, имаше едно мало дуќанче и кога го пробав, се заљубив. Некоја година после тоа, кај нас се отвори една турска фабрика за млечни производи и почна да произведуваат ајран. Бев најсрекниот човек на светот. Денеска Бимил го произведува и е нашироко познат не само кај нас, него и кај нашите соседи. И е навистина млечен пијалок кој вистински освежува и секој ден би го пиел. Денеска имаме многу важна задача, треба да сготвиме пилешки крилца на многу едноставен начин. Од лабок сад додаваме масло, додаваме темен соја сос, додаваме мед, додаваме чили, лук, сол. Ставете сол, убава е комбинацијата на сладко и на солено. Посебно кога станува збор за крилца кои ќе бидат добро подпечени, убави крцкави. Ќе можеме да гледаме утакмица, да уживаме во вкусот на крцкавите крилца и бескрено да се радуваме на победата на нашиот тим. Јас би додал и малце киселост, лимон, затоа што идеално иде со печени крилца. Кисело, сладко, солено и пикантно луто. Идеално за пилешки крилца. Сега, овде ќе ги ставиме крилцата. Маринирани крилца во соја сос, мед, чили и лимон. Сладко, пикантно и неодоливо крцкаво. Вкус што вели, уште едно. Откако добро ќе ги зачиниме и кога ќе ги соединиме со целата смеса крилцата, многу е добро да ги оставиме барем половина час, 1 час на собна температура да отстојат, да ги примат вкусовите. А ако имате време од денеска за утре, уште подобро е да остојат во фрижидер преку ноќ. Тогаш верувајте ќе бидат највкусни. Крилцата ќе ги оставиме тука на страна, а за тоа време јас имам батата, ви објасни дека тоа е градинарска култура која е слична на компирот, има многу скроп и е многу сладка, има бела која има вкус на костен, има портокалова на тиква, има виолетова. Бататата е многу почитувана и користена во гастрономијата. Ќе ги исечам на тркалца, ќе ги ставам
во сад за печење огноотпорен. Ќе ги зачинам со масло, со сол, црн пипер, ставам на температура од 200 степени да се печат во рерна, додека убаво не омекнат и не добијат убава румена боја. Крупчињата од бататата нека не бидат подебели од половина сантим, затоа што на тој начин сите идентично ќе се испечат и ќе бидат вкусни, убави и крцкави до некаде. Во последно време бататата ја користат и за многу свежи салати. Некој ќе рече има многу скроп. Да, има скроп, меѓутоа ако ја сечеме на тенки и долги ленти или на ситни коцки и ако ја ставиме во длабока ладна вода, тогаш скробот ќе се намали и сме добиле чиста десетка и можеме така жива да ја јадеме. Што правиме сега? Имаме масло, крупно мелен бибер, драги мои. Кога ќе биде готово, кога ќе каснете, ќе го почувствувате вкусот на биберот и неговата мала пикантност ќе го разигра вашето непце и добро ќе се чувствувате, верувајте. Не знам дали знаете дека биберот содржи и капсаицин, состојка што содржи и лутата пиперка. И баш поради тоа тој и раздвижува. Значи е многу корисен за нас. Одлично. Ова можете да го направите и во длабок сад, ама јас денеска овде ќе го направам, баш така да си биде рустично, на секое парче да има масло, да има сол, да има бибер и ништо повеќе не ви треба. Ова сега иде на печење 200 степени, 25 минути, по потреба нешто плюс. Кај нас може да биде и побрзо, затоа што ние имаме професионален конвертомат од Фортис, кој може да направи вистинска магија, луѓе, верувајте. Откако пилешките крилца ќе отстојат доволно во маринадата, ставете ги во сад за печење. Повторно прелите ги со маринадата која ќе помогне тие да добијат глазирана кожа. Крилцата се готови. Многу често луѓето кога готват пилешки крилца ги расекуваат на половина и од едно крилце добиваме две и така се исто многу убави за јадење. Јас ги сакам вакви оригинални. Сега ќе ги ставам да се печат и се враќам веднаш да направиме многу интересна и многу вкусна салата. И да не заборавам, од време на време додека се печат, прелите ги со сосот од озгора. Така вкусот ќе биде многу поинтензивен и ќе бидат многу повкусни. Зелка салата во комбинација со јаболко, морков, оцет и ајран. Што правиме? Зелката со оштар нож како мојов од Берлингер Хаус серијата, идеален за секое домакинство, и сечете многу тенко зелката. Погледнете го овој момент. Само ако ножот е доволно оштар, можете да го направите ова. Зелката полека со помош на прстите, вртете ја во круг и сецкајте со многу љубов. Одлично. Морковите ќе ги изрендаме. Јаболкото го излупивме и од озгора му додадов малце сок од лимон, за да не потемне. Лимоновата киселина го штити. Морковот ќе го изрендаме на крупниот дел од рендето и ќе го додадеме во зелката. Јаболкото исто така, ќе додадеме оцет, ќе додадеме јогурт, сол, црн пипер, сето тоа добро ќе го измешаме и салатата е готова, а од која ќе ја направиме иде у фриџидер додека не бидат готови крилцата.
За оваа салата, ако имаме пример половина килограм зелка, треба да имаме околу 200 грама рендан морков. Морковот го додаваме и ни останува уште јаболкото. Внимавајте кога го рендате јаболкото да не дојдете до семките, затоа што малце е непријатно, многу се цврсти. Еве го јаболкото е готово. Ајде сега, ќе го префрлиме сето ова во поголем сад, за да можеме убаво да го измешаме. Додаваме масло. Додаваме оцет. Крупно мелен бибер. Сол. И на крај додаваме ајран. Внимавајте со ајранот, салатата не смее да биде многу течна. Свежа зелка, морков, јаболко и ладен ајран. Едноставна салата што го разладува вкусот на пикантните крцкави крилца. Погледнете ја бојата. Затвараме со најлонска фолија и ја ставаме во фрижидер додека крилцата и сладкиот компир се печат. А во меѓувреме ќе направам пилешки кобасички на мојот најомилен тостер, мојата најомилена алатка или апарат во кујната. Буквално скоро секој ден го користам. По 15 на минути печење, извадете ги пилешките крилца, превртете ги за повторно да упијат од маринадата. Дополнително денеска ќе сготвам и ќе ви покажам едно трикче за кобасички, како да ги организирате, како да ги направите. Многу едноставно, земете ја кобасичката и едно вакво убаво оштро ноже од Берлингер Хаус серијата. Видете сега што правиме. Засекуваме секоја кобасичка, меѓутоа 2-3 мм под кожата. На растојание исто така од неколку милиметри. Правиме засеци. Ете така, потоа ја вртиме и истото тоа го правиме од другата страна. Моето тостерче го уклучив и ја има постигнато температурата што ми е потребна. Овие кобасички не треба многу долго време да се печат, треба само да се подпечат убаво, да фатат кора и да омекне средината, за тоа што ова е полуготов производ и се навистина многу вкусни. Има вакви и говецки, има и пилешки. Јас многу ги сакам пилешките. Претходно ги направив и другите кобасички вака. Ова само да го досечам. И ќе видите кога ќе се испечат, малку внимание колку прави нештата да изгледаат многу поубаво. Еве, камерата може да го запази овој момент сега тука. Ова е моето омилено тостерче, затоа што со еден апарат можам да направам неколку различни нешта, вклучувајќи и вафли. Има делови, сега не можам да ви покажам, многу е жежок, меѓутоа има делови кои се менуваат за различни потреби. Ајде сега да ги ставиме кобасичките. Овој начин на печење кобасички и сецкање го научи во Германија од еден стар германец готвач од Баварија, од Аусбург, кој многу ми кажуваше и многу ми изборуваше за нивните познати различни типови на кобасици,
бидејќи тој дел од Германија, посебно Баварија, е навистина многу познат по различните типови на кобасици, а посебно на биервурст, што би рекле германците, или кобасица која се јаде и се пие пиво, многу позната таму, или свинската бела кобасица која се обарува само 15 на секунди во врела вода, а потоа се јаде и е навистина вистински деликатес. Вака кобасичките ќе ги оставиме на тојстерот да се потпечат, таман за тоа време ќе бидат готови и крилцата и сладкиот компир и веднаш ќе сервираме. Многу пати сум кажал дека многу термини кои се употребуваат во гастрономијата потекнуваат од француската кујна. Пример, различни начини на сецкање зеленчук. Многу добра тема на која јас можам многу да говорам, меѓутоа денеска ќе ви покажам како вие тоа да го изведете и како правилно се сецка, во овој случај, една убава бабура. Од горниот дел ќе исечете надоле едно парче. Истото ќе го повторите со бабурата, вртејќи ја во круг. Откако правилно ќе ја сечеме, еве што останува од целата бабура. Всушност, само оној дел кој не се јаде. Сега ќе ви покажам како ќе исецкаме тенки ленти кои во кулинарската гастрономија се вика дека се жилиен. Жилиен се тенки ленти, идентични, не поголеми од 2 до 3 милиметри. Меѓутоа, имаме, кога сецкаме морков, имаме и подебели, различни дебелини на жилиен или различни дебелини на конкасе. Конкасе е израз кој се користи кога се сецка домат, а многу едноставно. Доматот го засекуваме на долниот дел, едно мало кршче, го ставаме во вода што врие, броиме до 10, го вадиме и го ставаме во ледена вода. Тогаш многу лесно и едноставно ќе можеме да извадиме кожата од доматот и ќе остане само месото. Еве сега во овој случај сецкаме жилиен ленти, значи многу тенки ленти од бабурата, а кога тие ленти ќе ги споиме вака и кога ќе ги сецкаме на многу ситни коцки, таа техника на сецкање се вика бруноас. А кога малите ситни коцкички бруноас ќе ги исецкаме до тој степен што од нив ќе добиеме паста, се вика хаше. Хаше. Ајде да го направиме и тоа. Притиснете со ножот и видите колку се ситни коцкичките. Уште малце и ќе направиме оригинал хаше. Ајде, драги мои, готови сме со све. Сега, бататата печена само со масло, сол и бибер, ќе ја додадеме во средина на чинијата. Одлично. Ајде, така. Сега, изимаме кобасичките. Ставаме тука. Погледнете ги крилцата. Ставете мајчина душичка. Не ја штедете за тоа што тоа е зачинот кој најмногу одговара со крилцата и со печениот компир. Ке
ставиме салата во другата чинија. Погледнете ја бојата. Обична, ама необична салата. Јаболкото ја дава свежината заедно со ајранот. Ќе додадеме и тука малце од мајчината душичка. И сега, многу важна работа. Ќе го собереме сосот што е останат. Одлично. Крцкави крилца со мет и чили, печени колбаси и свежа зелка со ајран. Совршена комбинација за добра забава и уште подобра дружба. Кога вкусот и атмосферата играат во ист тим, секоја вечер е победничка. Тоа беше се за денеска, драги мои. Не заборавајте да купите пиво, да пуштите некоја добра утакмица, да ги изготвите овие преубави и превкусни крилца и бескрајно да уживате и се надевам дека вашиот тим ќе победи. А за време на рекламите, посетете ја нашата веб продавница и видете се што ние таму нудиме. А секако, се што ќе одберете, верувајте дека многу ќе ви се најде за тоа што така храната што ја готвите ќе биде навистина превкусна. Се гледаме во утрешната емисија, имајте убав и среќен ден и повторно се надевам дека вашиот тим ќе победи.